Телото во кое што треба да се живее е насловот на романот кој што вчера беше соопштено дека ја добива годинашната награда за роман на годината на Утрински весник, а авторот на овој роман Петар Андоновски денеска ми прави друштво во студиото на телевизија Нова. Само ќе му посакам добре дојде и на почеток би сакала да ја слушнеме изјавата од вчерашното соопштување како вовед во она за што ќе разговараме, ќе ни помогнат колегите од режијата бидејќи изјавата е веќе подготвена. Фактот дека со својот прозен првенец Очи со Бојана Чевли 2013, младиот прозаист Петар Андоновски влезе во најтесниот избор за роман на годината на Утрински весник, а веќе со својот втор роман Телото во кое треба да се живее ја добива споменатата награда, јасно посведочува дека станува збор за автор кој суверено настапува на македонската книжевна сцена. Прегнантната нарација на овој краток роман уште повеќе го засилува чувството на неугодност во културата, што го добиваме од севкупната приказна за нашето секојдневие, представено во ликот на хероината Бригита, инаку средовечна судијка, но оваа стилски вешто изведена нарација уште повеќе говори за релациите тело-мок, закон-казна и општество-индивидуа. Авторот покажува дека границата помеѓу востановените норми на морално и неморално однесување во услови на доминација на бизарноста на човековото постоење е тотално изместена и дека секој поединец станува потенцијален носител на општествено неприфатливо, неморално и ирационално однесување надвор од секоја здрава логика, дури и надвор од законот како врвен арбитар. Романот Телото во кое треба да се живее представува врвно книжевно остварување создадено во духот на современите прозни автори од типот на Бертхард Шлинг или Елфриде Јелинек, секако носејќи го во себе колоритот и посебноста на нашите балкански простори. Тоа беше причината зашто жирито се одлучи наградата да му ја додели на Петар Андоновски за овој роман Телото во кое треба да се живее. Петар, какво е чувството кога ќе слушнете за себе вакви зборови? И какво е чувството кога ви соопштија дека ја добивате вие наградата? Дел од жирито се професори кои ми предаваа на катедрата за компаративна книжевност и кога еден професор ќе ви додели ваква награда, секако дека чувството е преубаво, затоа што сепак ова е едно од најголемите признанија што може да се добијат за роман. Ова е единствената награда која е исклучиво за роман. Так. Во Македонија има повеќе награди од колку писатели. Секоја година излегува по некоја нова награда, но роман на годината на Утрински весник е една од ретките награди кои навистина представува високо признание. Така, ти си 17-тиот лауреат на оваа награда, така што Точно. не станува збор за нешто што е тазе воведено, па нешто што нема вредност. Сепак зборуваме за нешто што е навистина вредно. Вашиот прв роман пред неколку години се најде заедно во тесниот избор со романите на Владимир Плавевски и Венко Андоновски. Какво беше тоа чувство? Прв дебютантски роман, меѓутоа До Ди Каприо да мора да чекам 5 пати да влезам во најтесен избор, за 6-тиот пат ја добијам наградава. Но ете, јас имав среќа со вториот роман да ја добијам ова награда. Повеќе се разбира. Во случајов. Кога пишувате за критика, пишувате за награда, пишувате за публика, можеби прашањето е неблагодарно, меѓутоа еден писател кој што го интервјура во една прилика изјави дека не го интересираат награди, не мисли на критика, не мисли на ништо, едноставно кога пишува сака делото и ликовите во делото кои што ги обработува во моментот, едноставно да му станат другари на читателот. Може малку ќе звучи себично, сепак кога пишувам првин за себе. А кога се решава еден писател да го објави делото кое го напишал, тоа го прави за читателите и се разбира за критиката. За жал во Македонија немаме критика, ние сме мала земја и релативно сите се познаваме на книжевнава сцена. И она што недостасува, тоа е вистинската критика. Би требало, според мене, да има барем во еден од дневните вестници за се што излегува да се пишува, за секоја нова книга. Кога разговаравме претходно, кога се договаравме што би им представиле на гледачите во овој разговор, ми го кажавте истото што претходно многу пати ми го кажувале и други писатели. Често пати велите дека леле, не ме прашувај за делото, не би сакал да коментирам за тоа што го пишувам. Вие авторите со задоволство коментирате туѓи дела, меѓутоа не сакате да ги коментирате своите дела. Зошто е тоа така? Па доколку би ме прашале за нече туѓо дело, можеби со сати би можеле да разговараме, но мислам дека е најтешко, а и неблагодарно се зборува за тоа што сме го напишале.
Приказната веќе еднашка сме ја раскажале и мислам дека отпосле дури ние најмалку си го разбираме тоа што сме го напишале. Така. Меѓутоа, доколку треба да ги привлечаме, а би сакала да ги привлечаме гледачите кон ова дело, зошто да го купат, зошто да го прочитаат? Па вака, ова дефинитивно не е роман што би се читал на плажа или ова не е викенд романче. Така. Романот е малку комплексен, мислам, затоа и ја доби нели ова престижна награда, но сепак секој оној што сака добра литература би го препорачал. Има ли премногу романчиња што се читаат на плажа или викенд романчиња? Па има, претежно мислам, последно поголемиот дел од време? издавачкиве куќи обстојуваат од таков тип на литературата. Не знам од каде таа потреба кај македонскиот читател да чита што полесна. Изговорот немање време за книги, не верувам во таков изговор. Доколку сакате да читате, ќе најдете време. Која е причината зошто се чита толку лесна литература, тоа навистина не би знаел, тоа би им го оставил на антрополозите и социолозите да го проанализираат. Да. Така. Имаат ли буџет нашите граѓани за купување книги? Прашањето доаѓа од таму што романот Телото во кој треба да се живее во продажба за само 50 денари, а вие како автор се откажавте од хонорарот или се откажа од профитот. Лектурата беше бесплатна, рецензиите и поговорот беа бесплатни. Дали ова значи дека не се живее или можеби избирате да не живеете од книжевност? Значи, романот Телото во кој треба се живее, односно добитничкиот роман на наградата Роман на годината, се продаваше по 50 денари, затоа што романот не беше поддржан од Министерството за култура. Единствениот хонорар кој авторот во Македонија го добива, тоа е хонорарот од Министерството за култура. Овој роман не беше поддржан од Министерството за култура и заедно јас и мојот издавач одлучивме како заеднички пркос романот да го продаваме по 50 денари, односно онолку колку што чинеше печатењето. Така. И на тој начин да покажеме какви дела не се финансирани од страна на Министерството за култура. Првиот дел од прашањето беше тоа дали имаат македонците буџет, односно дали можат да се издвојат да купат книги. Меѓутоа би го надоврзала тука и второто прашање кое што ми паѓа на ума е сличнава тема. Купуваме ли често книги само за да ни одговараат дома на мебелот или да подпреме ногарка на некоја крива маса, или ги купуваме книгите токму заради тоа за кои што се напишани, нели? Па вака, мислам дека претежно најголем дел од луѓе кои купуваат, особено добра литература и кои вистински читаат, се студентиве по книжевност. Так. Без разлика дали е тоа од катедрава за компаративна книжевност или од катедрава за македонски и јужнословенски книжевности, но сепак некако стана тренд да се купуваат книги и истите да завршуваат на полици без да бидат отворени. Така. Едноставно да собираат прашино. Апсолутно, така да. би рекле. Твојот прв роман беше оценет како веќе случајно преидов на ти, се надевам нема да ми замериш. Петар Андоновски со својот дебитантски роман Очи со Бојана Чевли беше вистинско книжевно изненадување во 2013-та. Во исклучително силна конкуренција влезе во финалниот избор на роман на годината на Утрински весник, а со многу позитивни реакции беше оценет и од критиката и од читателите. Разговаравме за тоа дали пишуваш за критиката или читателите, ја споменавме годинашната награда, меѓутоа вистинско изненадување во 2013-та. Зошто, како би го дефинирал ова, зошто те доживеавме како изненадување сите ние кои што се заинтересиравме нели за твоите дела и општо критиката? Па вака, романот не е класичен, да наречем, македонски роман. Прашањето е секако твој аспект, нели, како го доживеа сето? Значи, во Македонија има напишано одлични романи, но никош не сум чувствувал дека припаѓам на тој тип литература. Така. Сакав да напишам нешто што ќе биде различно од сето она што се пишувало до сега во Македонија и ете успеав според критикиве. Так, очигледно. Да. Дали ми е полесно на младите и недокажани автори кои што допрва се докажуваат, или на повозрастните, прашувам од аспект на тоа дали публиката често се одлучува да избере дело од некој кој што е веќе докажано име на македонската книжевна сцена, или сепак се одлучуваме често да купиме дело и од млад македонски автор кој што можеби не ни е познат, меѓутоа едноставно ќе одлучиме да одвоиме време да го истражиме, да го прочитаме она кој што го сработил?
до пред само некои 5-6 години и самите издавачи беа многу затворени за млади автори. Многу беше тешко да се објави книга, особено ако си млад автор. Една од причините е токму тоа немање финансии. Министерството за култура располага со одреден буџет и секако, нели, обично кога финансираат веќе докажани. Но тоа некако се смени и издавачите се отворија. Има неколку издавачи во Македонија, како што е мојот издавач Или, каде што исклучиво сработува со млади писатели, кои се отворија кон младиве писатели. И овдека морам да ја споменам мојава генерација автори родени 80-та година, кои некако придонесовме да се смени таа слика за македонската книжевност како книжевност која е здодевна, која пишува само за селово, која пишува само за турско робство и така натака. Значи, самата моја книжевност со изборот, самата моја генерација со изборот на темиве го направи тоа поместување во литературата и го смени таа перцепција на македонскиот читател. Па така некако дури стана тренд во последно време да се читаат млади автори. Што ве инспирира? Инспирацијата е насекаде наоколу. Сите тие звуци, бои, мириси, секојдневно во автобус, на работа, во продавница, секаде сето тоа некако се собира и после тоа излегува. Произлегува оно што го ставате на хартија. Што читате приватно? Што читам приватно? Дали романите ви се можеби поомилени или не ги двоите? Па не би можел да кажам дека имам омилен жанр. Сакам да читам и романи, и поезија, и раскази. Што би им препорачале на гледачите на телевизија Нова? Па ете, би им препорачал да читат млади македонски автори. Млади македонски автори, така. Постои ли некоја листа која што си имате во глава на некои омилени автори, некои омилени книги, без разлика дали домашни или странски, кои што едноставно кога некој ќе ве праша, први ви доаѓаат на памет, ви излетуваат едноставно низ уста? Па секако дека имам омилени автори, но ја немам онаа листава топ 10, топ 20 омилени книги, затоа што јас првин себе си се доживам као читател, а потоа као писател. Кога студирате книжевност и кога се определувате, се занимавате со тоа, едноставно не можете да сведете на 10 омилени или 10 или 20 омилени автори или книги. Јас не можам никако од глава да ја извадам онаа реченица која што ми ја кажа еден мој професор, јас исто така студирав на филолошкиот факултет, меѓутоа јазици, не книжевност. Кажа дека можеби добар писател се препознава по тоа што во кратка, проста реченица од само неколку збора може да ви долови цела слика. Би се согласила со ова или? Апсолутно, да. Така. Што е она на што работите во моментов? Ке имаме ли повторно прилика да ве пофалиме? Планирам нов роман, но дури летово. Сега да спласнат малку емоцииве околу наградава и целава еуфорија. Планирам нов роман, што значи дека дури нареднава година би излегол. Нешто. Така. Ти посакувам многу среќа, уште многу успеси, многу награди. Ти честитам воедно за наградата и ти благодарам за времето кое што го издвои и дојде во телевизија Нова. И благодарам на поканата. Почитувани гледачи, вие секако не го менувате каналот, следуваат најновите информации во новиот информативен блок на телевизија Нова.